По обелоденувањето на неодамнешните фрапантни откритија од известни ревизорски кујки, дека во изминатите години се набавувале медицински апарати за милионски суми, кои завршувале во болничките подруми, новите менаџери во болниците ширум земјава сега коренито ја менуваат тактиката за набавка. Според нив, за добивање квалитетни здравствени услуги, освен опременоста, многу битен фактор се и кадровските можности на установите, односно обученоста на докторите кои што ќе треба да работат со нив. Значи, сета опрема што ја набавуваме е во консултација со стручниот колегиум од одделенијата. Во минатото, значи, се купува апарати, меѓутоа не се консултира докторите и стручниот колегиум за каков апарат да се земи. Значи, сега правиме анализи со докторите какви апарати му требаат и такви гледаме да земиме. Токму во таа насока беше и денешната донација во Прилепската болница од мермерниот комбинат на софистициран коронарен стрес-тест апарат во вредност од над 20.000 евра, а наменет исклучиво за интерното одделение. Овој апарат ќе им овозможи на пациентите од југозападниот регион повеќе да не треба да патуваат во другите градови, уверуваат од болницата. Методата стрес-тестот или ергометрија е неинвазивна, но доста вредна метода во кардиологијата, бидејќи е лесно за изведување, а од практичен и од научен аспект ни е потребна, бидејќи ги диагностицираме сите случаеви каде што имаме нејасна причина за градна болка или рана детекција на коронарна артериска болест. Оваа најсовремена опрема директно ќе ја подобри способноста на болницата да идентификува кардиоваскуларни проблеми, честопати и пред тие да станат опасни по живот. Посветени сме на виталната поддршка на нашите здравствени работници и обезбедување на пристап до најдобра можна грижа за нашата заедница. Инаку, ова е втора донација неделава за Прилепската болница, откако вчера компанијата ВИК донираше софистициран апарат за видеоелектроенцефалографија за потребите на одделението за детски болести.